Нацрт верзијата за укинување на техничката влада веќе им е доставена на претеничките групи. Тие имаат рок до следниот петок да дадат забелешки на документот, кој предвидува техничката влада да важи уште само за следните парламентарни избори. Врз основа на забелешките на претениците ќе бидат изготвени измените на законот за влада, со кој овој механизам за контролирање на извршната власт ќе замине во историјата. Спикерот Гаши вели дека собранието ќе постапи во оној момент кога овие законски измени ќе пристигнат, но неговиот личен став е дека за ова прашање е потребен консензус помеѓу сите партии. Мислам дека по-добро би било сите заеднички да се договориме кога престанува потребата од таква техничка влада. Сега, ако се настојува да се пристапи и на етнички или унилатерално и тврдоглаво да се застане зад негој став, тоа е друга работа, но треба да се аргументира и да се дојде до решение кое сите заедно еден ден ќе кажеме ова техничка влада веќе не ни треба. Ако дојде до таков момент, мислам дека е добро сите заедно да го изгласаме тоа решение. СДСМ и натаму останува против укинување на техничката влада. Филипче вели дека се уште постојат причините поради кои овој механизам беше воведен. Ние кажуваме аргументи и факти. Сметаме дека техничката влада треба да остане затоа што условите за тоа не се созрени. Во однос на контролата на институциите, во однос на причините зашто беше иницијално воведена таа техничка влада во 2015 година. Тие услови се и сега. Таква злоупотреба на институциите постои и сега. Зошто е тоа повторно политички трик? Ако е донесена со консензус, нека се укине со консензус. Значи, вистински фер политичка комуникација, третман со работка е да, како нешто било договорено, така да продолжи и понатаму. Техничката влада беше една од главните теми на лидерската средба која премиерот Мицкоски ја организираше пред 2 недели, на која не присуствуваше само СДСМ. Покрај ВМРО ДПМН поддршка за ова прашање, и знам вреди и левица, додека од ДУИ остануваат на ставот дека се потребни консултации со меѓународните партнери, со чие посредство беше договорена техничката влада во 2015-та. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.